Почитувани советници, секретар на општина, раководители, директори на јавни предпријатија и јавни установи, медиуми, граѓани. Ја отварам 18-тата седница на Совет на општина Куманово, прва седница за 2023 година. На сите вас ви посакувам успешна работа во 2023 година. Согласно деловникот, најпрво ја отварам расправата по записникот од 15-тата седница на Совет на општина Куманово. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, предлагам да го ставиме записникот на гласање од 15-тата седница на Совет на општина Куманово. Повелете да се изјасниме електронски. Констатирам дека со 24 гласа за и 1 воздржан усвоен е записникот од 15-тата седница на Совет на општина Куманово. За работа на седницата го предлагам дневниот ред, кој што заедно со материјалите претходно ви беше доставен по електронска пошта, а за истиот расправавме и на координација. Дали некој се јавува за збор во врска со предложениот дневен ред, односно дали има евентуални предлози и дополни? Поверете директор, ВД директор прво на чистота Даниел Стојчевски. Благодарам, председател на Совет. Почитувам председател на Совет, почитувани советници, почитувани представници на медиуми. За ова седница имам предлог точка, односно точка да гласи одлука за давање согласност за ангажирање на 35 работници во ЈП Чистота и Зеленило Куманово во 2023 година преку Агенција за привремени вработувања. Само кратко објаснување, значи се работи за одлука каде што веќе имаме ангажирано работници кои што работат преку Агенција за привремени вработувања и поради продолжување на нивните договори потребна исто таква нова согласност и одлука од страна на Совет на општина Куманово. Благодарам. Благодарам, ВД директор Даниел Стојчевски. Дали уште некој се јавува за збор? Повели Иван, се извинувам, Иван Ангеловски. Почитувани советници, почитувам председател, предлагам дневниот ред да биде дополнет со нова точка. Тоа е предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари, собственост на општина Куманово на ЈП Чистота и Зеленило Куманово. Со оглед дека од сектор за правни работи имаме точка 15 и 16, сметаме дека е целисходно оваа точка да биде под број 17. Благодарам. Благодарам, раководител Иван Ангеловски. Повелете, Горан Митевски се јави за збор. Благодарам, председателе. Почитувани советници, имам една дополна на дневниот ред од страна на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање на политики и следење на ЛЕР и се однесува на веќе проектот кој што започна со реализација на прекогранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија, се однесува на проектот за јакнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија на регионите. Овие средства се веќе обезбедени, кои што треба да се стават на користење на реализаторите на проектот, кои што ќе бидат рефундирани од страна на Министерството за локална самоуправа и Европската делегација по завршување на проектот. Благодарам. Благодарам, раководител Горан Митевски. Дали уште некој се јавува за збор? Повели раководител, областен раководител Александар Крстевски. Ви благодарам, почитувана председателка, почитувани советници, почитувана јавна администрација, почитувани гледачи. Предлагаме дополнителна точка на дневен ред, која предходно ви ја доставивме во писмена форма, а тоа е предлог одлука за измене и предлог одлука за спредување на мерки за субвенционирање на трошци на комунални услуги за 2023 година. Благодарам. Благодарам, областен раководител Александар Крстевски. Дали уште некој се јавува за збор? Повели председател на комисија Ивица Димовски.
Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувана општинска администрација, како председател на комисија за утврдување на висина на проценета висина на штета која што се јави од страна на природни непогоди, конкретно во овој случај се однесува за пожарите во август 2021, и како наша обврска да направиме извештај за проценета висини, да го проследиме до истиот, до владината комисија за процена на штети. Пред некој ден добивме допис од владината комисија каде што ни дават за обврска да донесеме одлука на Совет и да ја усвоиме, односно елаборатот, извештајот што е изработен од наша страна, истиот да биде усвоен. Во истиот допис ни даваат и рок од 15 дена. Тоа истото да го направиме. Заради тоа предлагаме, даваме предлог одлука да се донесе денес како можна дополнителна точка. Благодарам. Благодарам председател на комисија Ивица Димовски. Колеги, дали уште некој бара збор? Некоја дополна на дневниот ред? Само чисто како информација, координација држевме пред 10 дена, за тие 10 дена се јавија неколку точки за кои ви се доставени документи по електронска пошта. Дополнително се тука раководителите и директорите да ни појаснат за што се работи. Бидејќи никој не бара збор во врска со дневниот ред, предлагам прво да се изјасниме во врска со предложената точка од страна на ВД директорот Даниел Стојчевски, предлог одлука за давање согласност за ангажирање на 35 работници во јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово во 2023 година преку Агенција за привремени вработување. Ве молам електронски да се изјасниме кој е за. Констатирам дека со 16 гласа за, 4 против и 4 воздржани, усвоена е дополнителната точка, која воедно предлагам да биде 8 по дневен ред, односно веднаш после точките што се предлагач јавно предпријатие Куманово паркинг. Да поминеме на изјаснување на точката од правен сектор, предложено од страна на Иван Ангеловски. Поверете колеги да се изјасниме. Констатирам дека со 21 глас за и 2 воздржани усвоена и оваа точка во дневен ред, која предлагам да биде 20, односно веднаш после двете точки кои што изготвуваче правното оделение при општина Куманово. Како трета точка предложена е точката од страна на раководителот Горан Митевски, раководител на сектор за меѓународна соработка, евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР, во врска со проектот за Североисточен плански регион. Ве молам да се изјасниме. Констатирам дека со 20 гласа за, 1 против и 1 воздржан е усвоена и ова точка да се разгледува на дневниот ред, и тоа е мој предлог да биде 11, односно веднаш после стратегија и за рурален развој, затоа што е дел од секторот за меѓународна интеграција. Да се изјасниме и во однос на предложената точка од овластениот раководител за сектор култура, спорт, социјална заштита и заштита на деца, здравствена заштита, Александар Крстевски. Ве молам да се изјасниме.
Констатирам дека со 25 гласа за и 1 воздржан усвоена и ова точка на дневен ред. Поминуваме на гласање изјаснување за последната точка предложено од страна на председателот на комисија Ивица Димовски. Ве молам електронски да се изјасниме. Констатирам дека со 24 гласа за, 1 против и нема воздржани усвоена и оваа точка во дневен ред. Значи имаме вкупно изгласано вкупно 5 точки. Колеги, мој предлог е сега да се изјасниме за целокупниот дневен ред за кој ќе работиме на оваа седница. Тоа значи дека имаме вкупно 23 точки за работа. 24 се извинувам. Да се изјасниме. Констатирам дека со 22 гласа за, 1 против и 3 воздржани усвоен е дневниот ред на кој ќе работиме на денешната седница. Колеги советници, да започнеме со работа. Во однос на првата точка од дневниот ред, а тоа е извештај за реализација на програма за работа на Совет на општина Куманово за 2022 година. Повелете дали некој бара збор. Никој не бара збор. Јас би сакала неколку работи да кажам, значи чисто за информација на јавноста. Одружени се 17 седници, од кои 14 редовни, 2 за советнички прашања и 1 свечена седница. Од сите предвидени точки кои беа во програмата за Совет на општина Куманово за 2022 година, разгледани се 116 точки, не се разгледани само 11 точки, тоа поради недоставување на материјал од страна на или немање на потреба. Од друга страна сме разгледувале 283 точки плюс кои се ставени од страна на градоначалникот на секторите, од нас советниците. Она што мора да потенцирам е дека имавме само 2 седници за советнички прашања кои се држеа по 2 дена, значи ги исцрпевме сите интереси од страна на советничките групи, меѓутоа не се одржаа 2 седници, а она што се случуваше меѓувреме е доставување на прашања, поставување на дополнителни прашања и барање на информации следствено на потребите од населението и од страна на советничките групи. Мислам дека овој совет претходната година работеше многу транспарентно, зборувавме за актуелни теми и дозволувавме да се расправа на таа тема, да се добиваат навремени информации од страна на градоначалникот, од страна на раководителите на секторите, од страна на директорите на јавните предпријатија. Чисто за информација на јавноста зборувавме за затворениот базен, за јавниот превоз, за санација на кров на Браќи Крсте, за градскиот парк, за водоводна мрежа на село Романовце, за јавни површини на сами фрашери, значи некои актуелни прашања кои ги засега јавноста, ги отваравме на седниците и мислам дека тоа е добро и така да се продолжи наредниот период. Што се однесува до седницата на советнички прашања, беше предложена да се држи во јануари, меѓутоа во договор со опозиција истата е договорено да се држи во средина на февруари, значи да бидеме до крај транспарентни за оно што работи општината. Ви благодарам. Дали има уште некој да сака да земе збор во врска со оваа точка? Колеги, да преминеме тогаш на гласање.
Констатирам дека со 25 гласа за, 2 против и нема воздржани усвоен извештајот за реализација на програма за работа на Совет на општина Куманово за 2022 година. Колеги, да преминеме на второто прашање, предлог програма за работа на Совет на општина Куманово за 2023 година. Поверете дали некој бара збор? Никој не бара збор, да се изјасниме електронски, ве молам. Констатирам дека со 25 гласа за, 1 против и 1 воздржан, усвоена е предлог програма за работа на Совет на општина Куманово за 2023 година. Колеги, предлог од 3 до 7 точка, што се однесува до работата на јавното предпријатие Куманово паркинг, да водиме заедничка материјална расправа. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 22 гласа за и 1 воздржан ќе водиме заедничка материјална расправа за следниве точки. Предлог решение за давање согласност на одлука за измени и дополнување на статут на јавно предпријатие Куманово паркинг. Четврта точка. Предлог решение за давање согласност на пречистениот текст на статутот на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Пета точка. Предлог одлука за давање согласност на измени и дополнување на годишен план за вработување во 2023 година на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Шеста точка. Предлог одлука за давање согласност за превземање на работници од јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово во јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. И седма точка. Предлог одлука за давање согласност за ангажирање на 30 работници во јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово во 2023 година преку приватна агенција за вработување. Колеги советници, поверете дали некој бара збор. Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме во однос на третата точка, предлог решение за давање согласност на одлука за измени и дополнување на статут на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 23 гласа за, 1 против и 2 воздржани усвоено е предлог решение за давање согласност на одлука за измени и дополнување на статутот на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Колеги, да се изјасниме во однос на четвртата точка, предлог решение за давање согласност на пречистениот текст на статутот на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 21 глас за и 3 воздржани усвоено е предлог решение за давање согласност на пречистениот текст на статутот на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Поминуваме на петата точка, предлог одлука за давање согласност на измени и дополнување на годишен план за вработување во 2023 година на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Колеги, да се изјасниме.
Констатирам дека со 17 гласа за, 3 против и 6 воздржани усвоено е предлог одлука за давање согласност на измени и дополнување на годишен план за вработување во 2023 година на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Колеги, да преминеме на 6-та точка, предлог одлука за давање согласност за превземање на работници на јавно предпријатие Чистота од јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово во јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Поверете да се изјасниме. Констатирам дека со 20 гласа за и 5 воздржани усвоена е предлог одлука за давање согласност на превземање на работници од јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово во јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Колеги, да поминеме и на 7-та точка, предлог одлука за давање согласност за ангажирање на 30 работници од јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово во 2023 година преку приватна агенција за вработување. Поверете да се изјасниме. Констатирам дека со 18 гласа за, 5 против и 3 воздржани, усвоена е предлог одлука за давање согласност за ангажирање на 35 работници, се извинувам, ангажирање на 30 работници во јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово во 2023 година преку приватна агенција за вработување. Колеги, поминуваме на 8 прашање, дополнителна точка која беше предложена од ВД директор Даниел Стојчевски, предлог одлука за давање согласност за ангажирање на 35 работници во јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово во 2023 година преку агенција за привремени вработувања. Повелете, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме електронски во врска со оваа точка од дневен ред. Констатирам дека со 15 гласа за, 7 против и 4 воздржани усвоена е предлог одлука за давање согласност за ангажирање на 35 работници во јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово во 2023 година преку агенција за привремени вработувања. Поминуваме на 9-та точка. Предлог одлука за давање согласност на измена на годишен план за вработување во 2023 година на Општинско основно училиште 11 октомври Куманово. Повелете, колеги, дали некој бара збор? Повели советник, почитуван советник Самет Салиевски. Шукарлеве Сабененге. На сите. Ке сакам да дискутирам врска со оваа точка на дневниот ред. Имате превод, така го слушате преведувачот? Можем да продолжам? Уште еднаш добар ден на сите почитувани колеги, почитувано претседателке. Јас сакам да зборувам околу оваа точка на дневниот ред, бидејќи најблиското училиште, нели, најблиските на ромски насоби, односно населбата Седорека, тоа е училиштето, тоа е само нели километар далеко од населбата Седорека, тоа е училиштето, основното училиште 11 октомври. И се видово програмата каде што е планирано, има нели за вработување. Сега момент.
Па не буткава ќе Уште еднаш ќе повторам дека најблиското училиште до населбата Седорек, односно најголемата ромска населба, а тоа е основното училиште 11 октомври. И имам само едно прашање, чисто онака, бидејќи сум многу почесто кај директорката, имаме добра соработка со директорката и многу пати ни искочи во сусрет на ромската заедница кога нешто ни беше потребно за да се завршат одредени проблематики и ни дава доста информации за одредени деца, за редовност и присуството на учениците и добрите и позитивните работи, нели? Имам едно нешто околу вработувањето, бидејќи е нели блиску до населбата. Воопшто не зборим за ромската заедница, има многу наши деца кои што учат во тоа школа. Мислам дека е потребно да има некој ром вработен во училиштето, дали тоа мачко или женско не е битно, кој што ќе биде во комуникација со ромските деца и родителите секако. Дали е хигиеничар, дали некој друго определено според балансерот за да се вработат нели дел од заедницата. Ја мислам дека и вие нема да бидете против од тоа да биде некој ром вработен во основно училиште за да биде нели во комуникација со родителите и децата и така како е тоа потребно нели во интерес на заедницата. Во интереси на градот секако да има една добра соработка помеѓу вас и помеѓу ромската заедница, од каде што нели ќе има многу допринос за да биде што поуспешно, поуспешни ромските ученици. Јас знам дека таму има факултативна настава каде што се одржува на ромски јазик по еден час и каде но сето тоа е малку за таа бројка на ромски деца и за нели достапно се до ромските ученици. Знаеме дека нели заедницата е малку, не сакам да оправдувам никого ниту нашите ученици дека се редовни или мирни и така натаму, но мислам дека колку што имам информација, располагам со информација дека во моментот во 11 октомври доста се работи добро со ромските деца, има многу успех. Го следам тој процес и ме интересира сето тоа, изборувам со родителите, постојано сум во контакт, имам и средба со нив околу нели проблематиката со ромските ученици. Знаете дека ромите им треба многу повеќе успех, на заедницата им потребно успех во образованието. Тоа е првенство, потоа се ќе дојде поред. Не сум нека вие како директорка давате доста труд и допринос за да можат и децата да бидат успешни во секое поле од нивниот образовен процес. Тоа е моето прашање, дали имате на план да се ангажираат роми во некои работни односи за да може да бидат достапни и тие околу ромските деца, за да бидат нели поблиску до заедницата и сепак нели школата е многу блиску до Седорек. Ве благодарам многу. Благодарам советник. Повели директорка Елизабета Костадиновска-Костич. Добар ден, почитувани, присутни и почитувана председателка. Сега, точката на дневниот ред се однесува на измена на годишен план за вработување, што значи дека бараме, конкретно за точката, бараме внатрешно прераспределување на веќе упразнето работно место, кој упразнето после пензионирање, значи финансиски средства се обезбедени, само бараме внатрешно прераспределување, што не можеше да се изреализира во 22, па затоа бараме се согласност во 23 година. Во однос на прашањето на господинот советник, за соработката, да, имаме прекрасна соработка и имаме веќе вработени од ромска националност во нашето училиште, наставничка по ромски јазик, а инаку сите други вработувања одат преку оглас, така да огласот е отворен и може да конкурира секој кој ги исполнува условите. Така да секако дека да се работиме согласно балансерот, така да нема никакви пречки. Секој кој што е квалификуван може да се јави на огласот, доколку ги исполнува условите, ќе биде примен. Тоа би било, ако имате уште некој дополнително прашање, повелете. Благодарам директорка. Дали уште некој бара збор, колеги? Не бара збор, тогаш да се изјасниме во однос на 9-та точка од дневен ред.
Констатирам дека со 23 гласа за и 2 воздржани усвоена е предлог одлука за давање согласност на измена на годишен план за вработување во 2023 година во Општинско основно училиште 11 октомври Куманово. Колеги, да преминеме на 10-та точка. А мој предлог е да ги споиме затоа што и две се со од ЛЕР, од раководителот Горан Митевски предложени, 10-та и 11-та точка, да се изјасниме дали сте за вакво спојување на точките. Поверете електронски да се изјасниме. Констатирам дека со 26 гласа за се изјасниме заеднички да водиме материјална расправа за 10-та точка Стратегија за рурален развој на општина Куманово за периодот 2023 до 2027 година и предлог одлука 11-та точка Предлог одлука за давање на согласност за обезбедување на средства од буџет на општина Куманово за 2023 година за кофинансирање на проект за јакнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија на регионите. Поверете колеги, дали некој бара збор? Повели советничка, почитувана советничка Арта Мехмети Адеми. Благодарам, председателке. Почитувани советници, почитувани представници на општинската администрација, почитувани граѓани кои не следите преку телевизиските екрани, моето прашање е и се однесува со точката 11, предлог одлука за давање согласност за обезбедување на средства од буџетот на општина Куманово за 2023 година за кофинансирање на проектот за јакнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија за регионите. Ме интересира и барам од раководителот на секторот да објасни подетално зашто станува збор, за кој проект станува збор, како се реализира, ќе се реализира во кратки цртки, бидејќи е точка која е додадена сега во дневниот ред и немаме материјал и подетално да ни објаснува зашто станува збор. Ви благодарам. Благодарам советник Арта Мехмети Адеми, повели раководител Горан Митевски. Благодарам. Ова предлог одлука се однесува на средства кои што треба да бидат финансирани од наша страна, кои што се предвидени во општинскиот буџет во сума од 8.000 евра за реализација или предходна разработка на работите кои што ќе ги подетално објаснам. Тие средства се предвидени во општинскиот буџет, затоа што се знаеше дека договорот е склучен во октомври 2022 година и ќе трае во рок од година дена, и затоа во општинскиот буџет се предвидени овие средства и тие средства ќе бидат ставени на располагање на тимот кој што го реализира проектот и потоа, кога ќе се заклучи проектот и ќе се заврши, ќе се направи, како би кажале, технички прием или примопредавање, ќе се заклучи проектот и ќе се вратат средствата од предвидените 31.119 евра, кои што ги дава Европската Унија на општина Куманово за овој проект. Што се однесува до самиот проект, малку е симптоматично и сигурно ќе прашате зашто сега се случува ова, кога повикот за овој проект е 2018 година. 2018 година е распишан преку гранична соработка Македонија-Бугарија, тогаш сме аплицирале заедно со Ќустендилската општина за изработка на стратегија за туристички развој на двата региона. Ќустендилскиот регион, они си прават за себе, како што би било
интересно за развој на туризмот и нашиот регион во Македонија. Тој проект беше ставен на резервна листа во 2019 година и не беше третиран затоа што беа добиени други проекти. Ние, ако се сеќавате, во тој период и реализиравме хотел Солун. И тој го добивме како проект. Меѓутоа, затоа што други некои средства кои што биле предвидени за проекти, сигурно не ги исполниле условите и останале на сметката на прекуграничната соработка Македонија-Бугарија, по ранг листа на резервната листа ги вклучуваат проектите кои што, значи, овој е бил добар проект, меѓутоа не ги исполнувал во бодовната смисла сите елементи да биде на ранг листа во третираните проекти кои што ќе добијат за реализација средства. Така да, дополнително сме известени од страна на прекуграничниот комитет што е Македонија-Бугарија, дека овој проект може да се финансира и во 2022 година е склучен договор со Општина Куманово и Општина Ќустендил, каде што Општина Ќустендил е лидер на проектот, ние сме колидери, односно соработници во целата документација. Овој проект се однесува за зајакнување на туристички потенцијал. Значи, средства се предвидени од страна, од вкупно проектот, значи, тоа е софт мерка, каде што треба да се обезбедени 90 и... Само момент, да не импровизирам, туку точни цифри да ги имаме. Вкупната вредност на проектот е 97.882 евра, од кои на Општина Куманово како ко-лидер, односно соработник во проектот е 31.119 евра, а што треба да изработиме за тие 31.119 евра во наредната, проектната година од октомври 2022 до октомври 2023 треба да бидат изработени 4 активности, и тоа изработка на дизајн и печатење на промотивен материјал за Општина Куманово, каде што ќе бидат топонимите, места атрактивни за туризам и така натаму, или ние како општина што мислиме дека ќе биде интересантно. Организација на проектни настани, каде што ќе бидат размена стручните екипи кои што работат на проектот во Бугарија и во Македонија, ќе има размена, посета на Ќустендил и посета на Куманово и разгледување на нашите предложени активности кои и места туристички, организација на експертиза на и туристички форум и посета на инфраструктурата на Куманово, значи сега ќе се одберат одредени стручни, компетентни луѓе кои што ќе ги согледаат тие наши предлози, дали е добро или не, и на крај изработка на туристичка база на податоци, каде што сите тие елементи кои што ќе бидат во претходните 4-3 активности, ќе ги внесеме во електронска форма и ќе направиме и брошура која што ќе биде за нашиот регион. За нашиот регион и нашата општина како туристичка карта за посетителите кои што мислат да го посетат овој регион, односно општина Куманово. Ако има дополнителни прашања, повелете. Благодарам, раководител. Дали уште некој бара збор, колеги? Повелете, почитуван советник Миле Андоновски. По примерот на воведново образлагање на содржината на оваа сега точка,
заради значењето на стратегијата за рурален развој на општина Куманово за периодот 23-27 година, би сакал да го замолам раководителот во најкуси можни црти да ја запознае и на овој начин јавноста со содржината на овој документ кој што ние ќе го донесеме. Ние како советници имавме можност да го видиме. Сметам дека е можност ова да се афирмира во јавност, бидејќи во него содржи квалитетни решенија кои што би требало да бидат апострофирани и потенцирани уште еднаш, и за да не поминеме така бегло преку оваа точка само со изјаснување без никаква дискусија, барем да имаме информативно запознавање на јавноста и на овој начин преку медиумите. Благодарам. Благодарам, почитуван советник. Поверете, раководител Горан Митевски. Кога ќе се спомне дека се донесува некоја стратегија и сигурно и вие и нашите гледачи и нашите сограѓани ќе прашат, па добро, се донесуваат стратегија, а никако да мрднеме од нешто што ќе направи некое раздвижување, нешто ќе се направи за да може да биде подобрено или да биде руралниот развој на едно посолидно ниво. Меѓутоа, секогаш кога и било што да се презема и ние како локална самоуправа и сите чинители во локалната самоуправа, мора да има некои документи, некои плански документи каде што прво ќе ги согледаме сите работи, сите недостатоци и сите потенцијали и можности на општината за да направиме некој документ кој што ќе биде предмет и документ кој што ќе биде и ќе ни овозможи да можеме да аплицираме, да добиеме, затоа што во еден нареден период имаме доста големи можности за користење на средства баш за руралниот развој. И затоа прво е донесена националната стратегија за развој на земјоделие и руралната средина на државно ниво. Во склад се во самата изработка на стратегијата се согледани и европските норми, стандарди и документи за рурален развој, каде што Европската Унија посебен акцент дава на регионалниот развој, прекуграничната и регионалните развои, односно развој на регионите во Македонија и руралниот развој, каде што во наредниот период ќе бидат на располагање голем број на средства, да не збориме во милиони, може би и стотици милиони на нашите сограѓани во нашата држава, и ако нема можност, сега во овој стратешки документ се разгледуваат сите недостатоци и се согледува и се дава на вас како советници да се дава една перспектива, односно во развојните програми кои што ќе ги донесувате како совет, да бидат вметнати елементи посебно, дали се тоа инфраструктурни, дали се, например, дали некои локални патишта се потребни или не се потребни, дали е потребна урбанистичка документација, дали сите тие кои што ќе сакаат во руралните средини да користат средства од европските фондови, дали и што бараат, каква документација е потребна. Кој ќе ги едуцира? Во оваа стратегија се согледани сите овие документи за да се направи една платформа или програмска задача за да може во наредниот период да се црпат информации и показатели за да може да до некаде, сега скромно да кажам, ама до некаде да се потикне регионалниот развој во општина Куманово. Стратегијата е со важност од 2023 до 2027. Во сите законски процедури кои што сме обвржани е испочитувано. Надовржани сме на сите документи кои што се од оваков тип
во Македонија, така да сите ова беше ставено и на веб страна на општината, транспарентно, јавно, за да сите се согледаат работи, и мислам дека преку акциониот план, што е на крајот на оваа стратегија, ќе биде како една, да кажеме, предпоставка, не задача, да не ме сватите погрешно, предпоставка каде што ако биде потребно и одлучите како совет да ги усмерите средства за некои развојни активности што би биле во руралните средини на општина Куманово. Благодарам. Благодарам, почитуван раководител. Колеги, дали уште некој бара збор? Благодарам на информациите. Јас бев засегната. Добро што знаеме и за ова туристичка понуда што е, уствари проект. Добро е да имаме стратегија и за рурален развој кој може да се поврже многу лесно со туризам во нашето поднебје. Во секој случај вакви стратегии и стратешки документи се битни за Куманово, а од нас советниците па на крај зависи дали ќе ги поддржиме и на кај да ги пласираме парите. Колеги, никој не побара збор, ве молам да се изјасниме во однос на 10-та точка. Констатирам дека со 22 гласа за и 2 воздржани усвоена е стратегија за рурален развој на општина Куманово за периодот од 2023 до 2027 година. Колеги, да преминеме и на 11-та точка, да се изјасниме во однос на предлог одлука за давање на согласност за обезбедување на средства од буџет на општина Куманово за 2023 година за конфинансирање на проектот за екнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија за регионите. Поверете да се изјасниме. Констатирам дека со 22 гласа за и 2 против усвоен е предлог одлука за давање на согласност за обезбедување на средства од буџетот на општина Куманово за 2023 година за кофинансирање на проектот за јакнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија за регионите. Колеги, продолжуваме. Мој предлог е 12 и 13 точка од дневниот ред да биде да водиме заедничка материјална расправа затоа што се однесува до сектор за образование. Да се изјасниме електронски за овој предлог. Едногласно се изјасниме да водиме заедничка материјална расправа за 12 и 13 точка, односно за 12 точка информација за запишување на ученици во прва година и актуелна состојба на средните училишта во Општински училишен дом професор Мијалковиќ во Куманово во учебната 2022-2023 година и 13 точка информација за запишување на училишни обврзници во прво оделение во општинските основни училишта и актуелни состојби во основното образование во општина Куманово во учебната 2022-2023 година. Колеги, повелете дали некој бара збор. Повели почитуван советник Александар Јовановски. Благодарам, председателка. Со оглед на тоа дека Комисијата за образование не се одржа, па онака чисто највеќе ради јавноста и на нас како советници би сакал раководителот на секторот образование да даде кратко образложение на овие две информации кои што мислам дека се од суштинско значење. Благодарам. Благодарам, почитуван советник. Повелете раководител Александар Јовановиќ.
во врска со двете точки една по една. Благодарам, почитувана председателка, почитувани советници, почитувани представници на општинска администрација, почитувана јавност. Добар ден. Значи денеска имаме две точки во врска, ќе започнам, значи ќе зборувам за едната, па потоа за другата, затоа што се поединечни точки, ако станува збор за две кои ги споивме да одат во една точка, информации кои се од суштинска важност за Советот на општина, за општината Куманово, меѓутоа пред се за училиштата и наставниот кадар и учениците кои изведуваат настава во овие училишта. Ќе започнам прво со информација за запишување на ученици во прва година и актуелни состојби во јавниот ученички дом професор Мјалковиќ во општина Куманово во учебната 2022-2023 година. Согласно со закон за средно образование, училиштата најпрво држат своји наставнички совети на кои ги утврдуваат бројот на паралелките и струките со кои ќе конкурираат, а најдоцна до 31 март Министерството за образование и наука врши оглас на кои учениците потоа може да се пријавуваат во второто и третото пријавување во месец јуни. Она што е добро од страна на Министерството за образование и наука е тоа што оваа година од прва почнаа да се запишуваат електронски учениците, така што детален увид околу упис на учениците имаат и Министерство за образование и наука, впрочем и тие ги донесуваат, значи оној декрет со кој ученик може да се запише, во кое училиште, нормално доколку исполнува нормално бодови за упис во тоа училиште. И ве поканувам, сите сте поканети на 6 февруар ќе се одржи оне социјален диалог во Занечискиот дом со почеток во 11 часот, каде што ќе биде поканети министерот и представници од Министерство за образование, потоа од Биро за развој на образование, Центар за стручно образование и така натаму за разгледување на оние дуални паралелки, што значи за реализација на практичната настава на учениците надвор од училиштата. И како што реков, оваа година првпат беше електронски, учениците се пријавуваа, Министерство враќаше повратна информација до училиштата, кои ученици нормално оние кои исполнуваат бодови се запишуваат и сите ученици, оние што беа обврзници, што сакаа да се запишат во онаа струка што нормално имаат бодови за таа, си конкурираа и се запишаа и наставата е во тек. Она што сакав да го анализираме во интерес на времето, ќе споделам во последните 3 години за упис во нашето училиште, во нашата општина. Може да го констатираме следно. Доколку погледнете, сите имате добиено табеларен преглед за упис на ученици во прва, втора, трета и четврта година во учебната година, може да констатираме дека бројот на ученици кои се запишани, а и ученици кои следат настава, благо опаѓа. Имено во учебната 2020-2021 година на ниво на општина Куманово има запишано 4508 ученици во средните училишта, зборувам општински средни училишта, бидејќи едно училиште од минатата година, училиштето Киро Бурнас е регионален центар и е државно училиште. Во учебната 2021-2022 година имаме запишано 4423 ученици и во учебната 2022 или 2023 која веќе е во тек се запишени 4126 ученици. Од онаа што го констатираме, детално има дадено во прегледот за секој училиште и за секоја струка, што онаа што може да го констатираме дека училиштата имаат доволно просторни капацитети, имаат опрема, меѓутоа бројот на ученици намалува. Во учебната 2020-2021 година од планирани 2142 се запишале 1070 ученици или 49,95%. Во учебната 2021-2022 од планирани 1766 се запишале 1063 ученици или 60,19%. Тука влијание има COVID-19 пандемијата, знаете колку е лошо, меѓутоа западноевропските земји беа затворени за тржиште, за пазар и родителите на учениците беа тука. И во учебната 2022-2023 од планирани 1728 се запишале 956 ученици или 55,32 од планиран број на ученици. Што може да констатираме дека
се бележи благ пад не само кај нас во нашата општина, зборувам за средното образование, а потоа ќе зборувам и за основното, туку и за другите општини ширум државата, и тука се три клучни фактори пред да поминам на основното образование. Прв фактор е падот на наталитетот. Знаете дека од 91 година наталитетот не оди на надолна линија. Потоа имавме друг сегмент кој не е толку веќе страшен, внатре општинска миграција. Меѓутоа третиот клучен фактор е масовното иселување на населението во западно развиените европски земји и нормално со тоа се повлекување и на учениците од училишните клупи. И да не бидеме лошо разберени, таму наставниците се за учениците присутни во училиштата, а не обратно како што беше представено. Значи ние треба да бидеме таму во училиштата да држиме настава за учениците кои гледате. Ни Куманово, општина Куманово не е имуно на овие три сегменти што ги кажам, меѓутоа два се клучни: падот на наталитетот и она што се вели масовно иселување или во западно развиените европски земји. Она што го гледам јас како директна закана, она што го слушнам на медиумите, доколку дојде до олеснување на оние мерки кои ги предлага Германија од месец април за олеснување на визен режим, тогаш ќе имаме дополнителни проблем за функционирање за од месец септември за следната 2023-2024 година. Следната точка која ќе се надоврзаме информација за запишување на училишни обврзници во прво оделение во општинските основни училишта и актуелните состојби во основното образование во општина Куманово за учебна 2022-2023 година. И тука исто законски знаеме дека секој родител е должен, значи, да си го запише своето дете во реонски она училиште на кое припаѓа согласно законот за основно образование, и таму децидно е наведено дека родителот е должен да го запише она дете кое до крајот на календарската година ќе наполни 6 години. Исклучок има само родител кој ќе донесе за една година, може да направи одложување, пролонгирање на старт на воспитно-образовниот процес поради нормално оправдани причини. Тука, значи, исто е детално прикажано кој училиште колку има запишено, процентуално ви се дадени сите, и она што го може да се констатира дека и тука во месецот мај се изврши упис на ученици. Она што ќе го констатирам во интерес на времето, исто бележиме благ пад на запишување на ученици во прво оделение, што не е клучно за понатамошното образование и формирањето на паралелките. Имено во учебната 2020-2021 година се запишани 1208 ученици, во учебната 2021-2022 се запишани 1122 ученика, и во учебната, ова што е веќе во тек, учебната 2022-2023 запишани се 1070 ученици. И тука, како што реков, клучни се три фактори: падот на наталитетот и меѓуопштинската администрација, кој реков дека и веќе не е толку голем проблем, и масовното иселување на населението, реков од 2000 миграцијата на населението, и на кој во 2021 година, кој што реков, бележиме благ пад затоа што беше пандемијата и границите објективно на државата беа затворени, или кога се одвиваше онлайн настава и немаше толку во западните земји потреба за работна сила. Сега како границите се отвараат и тука имаат исто, се соочуваат со проблем училиштата. Она што може да го заклучиме, дополнително ќе побарам информација од училиштата, е да видиме движење на учениците. Значи, гледате бројка дека е поголема во 9 оделение, запишување во прва година, нормално, затоа што тогаш беше и поголем наталитетот и помалку иселување. Меѓутоа, кога ќе го земеме податокот сега од училиштата до прва, прибирам податоци колку се испишале од стартот на учебната година, иако веќе тие паралелки формално и правно се активни, функционираат, ќе го видите, значи, оној тренд не само на запишување на ученици, туку и на отпишување на учениците од училиште, нормално од објективни причини. И реков дека веќе внатре општинската не е проблем, дали ќе учи во едно училиште или во другото, ученик е тука, ученик во нашата општина, меѓутоа надвор од општинската имаме дополнителен проблем. И во споредба со другите општини од североисточен плански регион, општина Куманово е најбројна
општина и нормално и последниот попис што беше реализиран важиме за најголема општина на територија на нашата држава, меѓутоа фактите се тие дека не сме имуни ни ние, меѓутоа и околните држави, како што гледам, податокот е дека падот на запишување на учениците од година во година се е помал и помал. Тоа може да го констатираме и да го извлечеме како општ заклучок. Благодарам. Поверите советници, дали уште некој бара збор? Да гласаме тогаш во однос на 12-та точка информација за запишување на ученици во прва година и актуелна состојба во средните училишта во општински училишен дом Професор Мијалковиќ во општина Куманово во учебната 2022-2023 година. Ве молам да се изјасниме. Констатираме дека едногласно со 24 гласа за усвоена информација за запишување на ученици во прва година и актуелна состојба на средните училишта во Професор Мијалковиќ во општина Куманово во учебната 2022-2023 година. Колеги, да се изјасниме во однос на 13-то прашање информација за запишување на училишните обврзници во прво оделение во општинските основни училишта и актуелни состојби во основното образование во општина Куманово во учебната 2022-2023 година. Поверете да се изјасниме. Едногласно со 26 гласа за усвоена информација за запишување на училишните обврзници во прво оделение во општинските основни училишта и актуелни состојби во основното образование во општина Куманово во учебната 2022-2023 година. Колеги, предлог 13-та, 14-та и 15-та точка кои се однесуваат до сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на животна средина и природа да водиме заедничка материјална расправа. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека едногласно се договоривме да водиме заедничка материјална расправа за 14-та и 15-та точка со 21 глас за, а тоа е 14-та точка предлог план за одржување на јавни патишта во општина Куманово за 2023 година и 15-та точка предлог програма за измена и дополнување на програма за поставување на урбана опрема, реклами на подрачје на град Куманово. Повелете, колеги, дали некој бара збор во однос на 14 и 15 точка од дневниот ред? Повели советник Менду Асани. Благодарам, председателке, почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани колеги. До секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животна средина, ние во 2022 година доделивме 20 милиони денари за одржување на јавните патишта, која се прави со превземање мерки во планот за одржување, која се однесува на редовно одржување и опфаќа значи крпење на дупки, крпење на дупките на улиците. Значи во 2022 година се опфатени 9 улици, патишта, кои се определен рок за реализација и барам од секторот за комунални работи за секоја улица да даде извештај за улицата Јане Сандански. Значи таму е постоен нов слој
значи таму се доделени 4 милиони 300 илјади денари. Дали ова е завршено, ова улица, во определениот предвиден рок, и колку од овие средства се потрошени и колку останале. Улица Трајко Јовановски се доделени 3 милиони 375 илјади денари. Колку од овие средства останале и дали е завршена улицата Тане Георгиевски, се определени 1.992 илјади денари. Улицата Жикича Спанач 943 илјади денари се доделени. Улицата Васил Антевски 808 илјади денари. Улицата Сава Ковачевич 926 илјади денари. Улица Драган Стопарович 2 милиони 527 илјади. Улицата Титова Митровачка 646 илјади денари. Улицата Тоде Мендол до касарната 1.807 илјади денари. 17 милиони 400 илјади денари вкупно. Дали се завршени сите овие улици и дали останала некоја улица да се заврши за 2023 година? Значи за крпење на дупките во територијата на општина Куманово се определени преку 2 милиони денари и имавме жалби во 2022 година дека има дупки во улиците и колку од овие средства предвидени за крпење на дупки се потрошени во текот на годината. Ви благодарам. Советничко прашање кое нема врска со точката на дневен ред, план за одржување на јавни патишта во општина Куманово за 2023 година. Ако сте го отворили документот, овдека имаме, ќе гласаме за улици кои се предвидени во 2023 година да бидат реконструирани, односно гребени. Тоа е дел од булевар Трета МУП, дел од улица Христијан Тодоровски Карпош, улица Киро Антевски, улица Михајло Пупин, улица Егејска Македонија, улица Николов Вапцаров и улица Студена вода и Краци во село Добрашане. Значи тоа се тие 7 улици кои се предвидени со овој план за кои би требале сега да се изјасниме, а ова вие што го поставувате, ќе ви дадам збор, вие што го поставувате дел од советнички прашања кои би требале да ги имаме во февруари. Да нема забуна затоа што вие барате нешто што не е на дневен ред. Повели Мендосан. Благодарам председателке, но пред да идеме кај улиците, другите улици за уредување и одржување за 2023 година, јас сакав да добијам извештај, информација дали се регулирани и одржани овие другите улици за да определиме други средства за 2023 година. Ова не може да биде советничко прашање, туку барање извештај од секторот за комунални работи да ни објаснат во 2022 година дали се завршени во определениот рок овие други улици кои беа предвидени. Ова не може да биде советничко прашање. Ви благодарам. Советник Мендо Асани сепак не е дел од дневниот ред, а ние изгласавме овој дневен ред. Да сакавте да побарате информација, требавте на почеток да побарате, тука се раководителите ќе ви објаснат. Значи, ако сакат, може писмено да ви достават некаков извештај, во секој случај не е точка на дневен ред. Повелете, колеги, дали уште некој бара збор? Повели Дијан Ивановски. Мендо Асани, бараш? Дијан, повели. Почитувана председателка, почитуван секретар, почитувана општинска администрација, директори, почитувани колеги советници,
почитувани граѓани пред малите екрани, почитувани медиуми. Барам ако може во предлог план за одржување на јавни патишта во општина Куманово за 2023 година, ако може да биде додадена улицата Франц Розман за реконструкција. И мислам дека веќе и запознаен раководителот, повеќе пати наназад му имам кажано, ако може да влезе во овој план. Благодарам. Благодарам, советник Дејан Ивановски. Повелите раководител Лидија Ланг-Спасовска. Почитувана председателка, почитувани советници, представници на општинска администрација, медиуми. Значи, вашето барање за вклопување на улица Франц Розман во оваа програма не е можно од причини што овдека се работи исклучиво за санација или менување на одредени поголеми платна. Франц Розман треба целосно да се реконструира, за таков еден проект е потребно да се направи проект за реконструкција. Ние како сектор ќе земеме обврска да нарачаме проектна документација и во наредниот период истата ќе биде вградена во нашата програма. Благодарам. Благодарам, раководител. Повели Дејан Ивановски. Не се работи за реконструкција на цела улица, него за платно, за еден дел. Има пропаднат асфалт и се собира вода. Благодарам. Повели раководител. Доколку се оштетувања од помал обем, значи ќе излезат стручните служби, ќе ја констатираат фактичка состојба, бидејќи ние имаме и дополнителни средства, не се сите распределени, од останатите ќе ги санираме ударните дупки за кои вие зборувате. Благодарам. Благодарам, раководител. Дали уште некој бара збор, колеги? Да преминеме на гласање тогаш во однос на 14-та точка од дневен ред, а тоа е предлог план за одржување на јавни патишта во општина Куманово за 2023 година. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 17 гласа за и 8 воздржани усвоен е предлог план за одржување на јавни патишта во општина Куманово за 2023 година. Колеги, поминуваме на гласање и изјаснување на 15-та точка, предлог програма за измена и дополнување на програма за поставување на урбана опрема, реклами на подрачје на град Куманово. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 16 гласа за, 1 против и 8 воздржани усвоен е предлог програма за измена и дополнување на програма за поставување на урбана опрема, реклами на подрачје на град Куманово. Колеги, предлог да ја споиме 16 и 17 точка затоа што се однесува до сектор за култура, од сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на деца и здравствена заштита. Повелете да се изјасните во врска со овој предлог. Констатирам дека со 20 гласа за и 1 воздржан ќе водиме заедничка материјална расправа во однос на 16 и 17 точка. 16 точка предлог одлука за финансиска поддршка за вршење работи од социјална заштита на здружени и други правни лица во општина Куманово за 2023 година и 17 точка предлог одлука за измена на одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2023 година. Повелете, колеги,
Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, да се изјасниме во однос на 16-та точка, предлог одлука за финансиска поддршка за вршење работи од социјална заштита на здруженија и други правни лица во општина Куманово за 2023 година. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 22 гласа за, 1 против и 5 воздржани усвоена е предлог одлука за финансиска поддршка за вршење работи од социјална заштита на здруженија и други правни лица во општина Куманово за 2023 година. Колеги, поминуваме на 17-тот прашање, предлог одлука за измена на одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2023 година. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 19 гласа за, 1 против и 2 воздржани усвоена е предлог одлука за измена на одлука за спроведување на мерка за субвенционирање на трошоци за комунални услуги во 2023 година. Колеги, предлог 18, 19 и 20 прашање кои се однесуваат до оделение за правни и имотно-правни работи да водиме заедничка материјална расправа. Повелете да се изјасните во однос на овој предлог. Констатирам дека со 22 гласа за и 1 воздржан ќе водиме заедничка материјална расправа за 18, 19 и 20 точка, а тоа се 18. Предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на ЈП Куманово паркинг Куманово. 19. точка. Предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на ЈП Водоод Куманово. И 20. точка. Предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на јавно претпријатие Чистота Зеленило Куманово. Поверете, колеги, дали некој бара збор? Повелете, почитуван советник Миле Андоновски. Благодарам. Исто како и претходно, со оглед на тоа дека сега повторно имаме нова точка од предлагачот, би замолил за сите три точки што точно се дава и кои се причините за отстапување на тие средства, движни ствари на определените субјекти на кои што се наменети. Повелете, раководител Иван Ангеловски. Благодарам, почитуван председател на совет, почитувани советници. Во однос на првата точка, предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари на ЈП Куманово паркинг Куманово, сакам да ви известам дека согласно програмата за уредување на градежно земјиште, постои ставка украсување на град Куманово. И согласно таа ставка, ЈП Куманово паркинг има спроведено постапка за јавна набавка, врз основа на која има набавено новогодишни украси за украсување на градот. Општина Куманово смета дека со истите движни ствари треба да располага ЈП Куманово паркинг по претходен договор, односно тие да го вршат украсувањето на градот. Па така, за тоа е предложена оваа предлог одлука. Во однос на втората предлог одлука
за пренесување на користење на движни ствари собственост на општина Куманово на јавно предпријатие Водовод. Тука сакаме да појасниме дека се работи за 10.000 куќни ултразвучни водомери со комплетна опрема за далечинско читање, програмирање и конфигурација, вклучувајќи го и софтверот за намалување на загуби. Овие средства се доделени од Министерството за транспорт и врски врз основа на договор за грант. И тие водомери, правната процедура во однос на тие водомери од страна на Министерството е завршена во 9 месец 2022 година, со кои што се примопредадени дел на тие движни ствари. А исто така, во на 13.1. Министерството за транспорт и врски не има известено дека по согласно договорот сме должни тие 10.000 куќни водомери да ги предадеме на трајно користење на давателот на услуги, во конкретен случај ЈП Водовод Куманово. Третата точка се однесува на давање на трајно користење на движни ствари на ЈП Чистота и зеленило. Тука се работи за 80 клупи со наслон од метални и дрвени елементи и 46 корпи за отпад. Истите се набавени од страна на општина Куманово врз основа на договор за набавка, транспорт и монтажа на урбана опрема за потребите на општина Куманово на 3.10. исклучен на 3.10.2022 година, со оглед дека тие се набавени од страна на општина Куманово, а со нив, со тој дел, со таа надлежност ја извршува Чистота и зеленило, им ги сметаме дека треба да им бидат дадени на трајно користење на ЈП Чистота и зеленило. Благодарам. Благодарам, раководител Иван Ангеловски. Дали колеги уште некој бара збор во врска? Поверете, почитуван советник Милан Доновски. Благодарам. Навистина, така, за пофалба е интересот на централната власт да помогне во намалување на трошоци во вода со обезбедување на така значаен број на водомери, кои што ние сега, со оглед на тоа дека се работи грант од државата кон општината, ќе ги предадеме на јавното предпријатие кое што е надлежно за стопанисување со овие објекти. Ние претходно имавме една транша од 10.000 други водомери кои што веќе се инсталирани и сега нови 10.000, и тоа е тренд кој што треба да продолжи, бидејќи ова јавно предпријатие се соочува со еден огромен проблем кој што се вика губитоци на вода. Добро е што е предвидено тука и околу прашањето за губитоци на вода, и веројатно тоа ќе остане проблем кој што ќе ги надмине нели овој состав на совети, повеќе децениски проблем кој што сигурно не може да се реши за еден мандат на еден градоначалник, еден совет или слично, работа која што ќе помине во континуитет. Исто така е многу логично и добро е тоа што сега носиме одлука, овие набавки кои што се однесуваат на отпад да бидат канти и слично, да бидат доделени на јавното предпријатие за стопанисување со овој делокруг на работа или обслужување на овој јавен интерес на граѓаните. Но малку е нелогично во првата точка кога се претстапуваат украсите за определени прослави, новогодишни и слично, да останат повторно во ова јавно предпријатие кое што некогаш порано се занимаваше со оваа дејност која што му е неприродна, јавно осветлување, и сега ние на ова јавно предпријатие му доделивме покрај основната дејност паркинг и услуги од паркирање, му дадовме да управува со спортските терени, па сега уште и да го украсува градот. Мислам дека тоа се прашање на кој што, ова не го кажувам заради намера да се смени нешто, тоа многу тешко ќе се смени. Меѓутоа, ние мораме да размислуваме во иднина како да го решиме овој проблем. Ова е важен сегмент кој што треба да се вклучи во сите овие аспекти на таа така потребна туристичка понуда, потреба за разубавување на градот и слично. Но дали ова јавно предпријатие треба да остане носител на овие работи е за мене дискутабилно и
не знам, ова само сакав да го споделам пред јавноста како една дилема која што стои, која што ќе мора во иднина поинаку да се реши според мое скромно познавање на овие работи. Благодарам. Благодарам, почитуван советник Милјан Доновски, поверете раководител Иван Ангеловски. Благодарам. Само сакам да појаснам дека во претходно донесената програма за уредување на граждано земјиште е предвидено дека како носител на таа програма ќе биде во тој дел, ќе биде за украсување на град, ќе биде јавното предпријатие за Куманово паркинг, така да таа програма е изгласана. Во ред кога би се носела евентуално друга програма, тогаш ова прашање би можело да биде разгледувано од страна на советниците и да се даде некоја поинаква насока во таа работа. Благодарам. Почитуван Милјан Доновски, повторно се јавувате за збор, повелете. Благодарам. Благодарам за информацијата, познато ми е. Јас само сакам да останам доследен на ставовите кои што ги искажав уште предходно, на предходната седница, кога и стопанисувањето со спортски терени му беше доделено на ова јавно предпријатие, за да укажам уште еднаш на потребата од размислување како да се надмине овој проблем кој што ќе не тиши и ќе стои, и сигурен сум дека многу тешко ќе може да се справи ова јавно предпријатие и дополнително со овој товар, бидејќи тоа ќе и бара потреба од ангажирање на нови работници, а тие нови работници се скапи за одржување за една минорна работа од сегментот на работење на тоа јавно предпријатие, а скапа работа за граѓаните, од друг аспект и потребна работа за граѓаните. Мислам дека мораме да размислуваме генерално за подобрување на функционалноста и рационалноста на трошење на средства на граѓани за потребите на истите тие граѓани, и ние имаме обврска тие работи постојано да ги потенцираме. Инаку сум согласен, знам за ова што го кажавте дека е така, за жал така е. Јас само сакав да кажам дека не треба да биде така, тоа е мој став и мој обид за скромен придонес во подобрување на состојбите. Благодарам. Благодарам, почитуван советник. Дали уште некој се јавува за збор? Колеги, да преминеме на гласање во однос на 18-та точка, предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 20 гласа за, 1 против и 3 воздржани усвоено е предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на јавно предпријатие Куманово паркинг. Да преминеме на 19-та точка од дневен ред, предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на јавно предпријатие Водовод Куманово. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 22 гласа за и 4 воздржани усвоена е предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на јавно предпријатие Водовод Куманово. Колеги, да се изјасниме и за 20-та точка, предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово. Повелете да се изјасниме.
Со 20 гласа за, констатирам дека со 20 гласа за и 8 воздржани усвоена е предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на јавно предпријатие Чистоти и зеленило Куманово. Колеги, да преминеме и на 21 точка, предлог одлука за усвојување на извештај елаборат за проценета висина на штети причинети од пожари на територија на општина Куманово во август 2021 година. Повелете дали некој бара збор? Никој? Тогаш да се изјасниме и во однос на ова точка од дневен ред. Констатирам дека едногласно со 24 гласа за усвоено е предлог одлука за усвојување на извештај елаборат за проценета висина на штети причинети од пожари на територија на општина Куманово во август 2021 година. Колеги советници, давам пауза од 5 минути. Нема. Колеги советници, продолжуваме со 22 точка од дневен ред. Предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од буџет на општина Куманово за 2023 година. Дали некој бара збор? Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 21 глас за едногласно усвоен е предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од буџет на општина Куманово за 2023 година. Колеги советници, продолжуваме со 23 точка, предлог одлука за разрешување и именување на членови на Општински совет на превенција на детско престапништво на општина Куманово. Збор му давам на Дарко Митевски, председател на Комисија за мандатни прашања. Повели Дарко. Благодарам председателке. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, почитувани присутни, почитувана јавност. Во врска со ова предлог одлука, значи комисијата ја разгледа точката и му предлага на советот да донесе одлука за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Куманово, каде што се разрешуваат следните членови на Општински совет за превенција на детско престапништво на општина Куманово: Вилета Богдановска, началник на одсек за превенција при МВР СВР Куманово; Дритон Рамадани, член на совет на родители при Општинско основно училиште Наим Фрашери Куманово; Ивана Велковска, член на совет на родители при Вера Которка село Клечачовце Куманово; Билјана Вањавичарска, член на совет на родители при Општинско основно училиште Карпош село Уминдол Куманово; Тања Мишевска, член на совет на родители при гимназија Гоце Делчев Куманово; Маја Денковска, судија за деца при Основен суд Куманово; и Драган Ѓаковски, адвокат од Куманово, од Адвокатска комора на РМ Адвокатска заедница Куманово; Фрсина Лазаревска, координатор на Сдружение на новинари на Македонија. Инаку овие, значи, чисто како појаснување, самите институции си ги номинираат овие лица. Например, Вилета Богдановска се пензионирала, другите од Советот на родители нивните деца не учат веќе таму. Судот секоја година именува, назначува судија за деца при Основен суд, секоја година е различен. Адвокатот кој што претходно бил сега во обвинителство, мислам дека е, и Сдруженијето на новинари си именува нов член, така што за членови на Општински совет за превенција на детско престапништво се именуваат
Лила Младеновска, самостоен инспектор во одсек за превенција при МВР СВР Куманово, Агим Байрами, член на Совет на родители во најм Фрашери Куманово, Анита Младеновска, член на Совет на родители при Вера Которка, село Клечовце Куманово, Габриела Петковска, член на Совет на родители при училиште, основно општинско училиште Карпош, село Уминдал Куманово, Светла Петрушевска, член на Совет на родители при гимназија Гоце Делчев Куманово, Саша Ѓорđević, судија за деца при Основен суд Куманово, Марко Илиевски, адвокат од Куманово, од Адвокатска комора на РСМ, Адвокатска заедница Куманово, и Неджат Ачифи, координатор на Сдружение на новинари на Македонија. Благодарам. Благодарам, Дарко Митевски. Повелете, колеги, дали некој бара збор? Да се изјасниме тогаш. Констатирам дека со 23 гласа за и 3 воздржани усвоен е предлог одлука за разрешување и именување на членови на Општински совет за превенција на детско престапништво на општина Куманово. Колеги, да се изјасни да нарете 24-та, односно последна точка од дневен ред, предлог решение за разрешување и именување на представник од општина Куманово за член училишен одбор во Средно општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово. Повели председателят Дарко Митевски. Благодарам, председателке. Во врска со оваа точка, Комисијата за мандатни прашања му предлага на Советот да донесе решение за разрешување и именување на представник од општина Куманово за член училишен одбор на Средно општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово. Се разрешува представникот од општина Куманово член училишен одбор Христина Трајковска, која што си има поднесено оставка од функцијата член училишен одбор поради лични причини, а за нејзино место за представник се именува Јоана Сарафимовска. Јоана Сарафимовска е родена на 28 февруари 1978 година, дипломиран филолог по турски јазик и книжевност со македонски јазик. Работно искуство 20 години, вработена во Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово. Благодарам. Благодарам, почитувам Дарко Митевски. Повелете, советници, дали некој бара збор? Да се изјасниме и во однос на оваа точка од дневен ред. Повелете да гласаме. Констатирам дека со 21 глас за, 4 воздржани, усвоена е предлог решение за разрешување и именување на представник од општина Куманово за член на училишен одбор на Средно општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово. Колеги, со ова го завршувам. Ја завршуваме ова прва за ова година седница, 18-та поред, и за наредната седница ве информирам дека ќе имаме седница на советнички прашања и регуларна седница 19-та поред. Ви благодарам на присуството.